Низ за неправилности утврди судскиот совет во предмети кои ги работел апелацискиот судија Ѓоко Ристов, кај кого со зидани беа пронајдени 350.000 евра. Од 9 проверени предмети во 5 биле констатирани пропусти, необјаснети одложувања за доцната објава на пресуди и застарувања констатираше судски на денешната седница. Советот се сомнева дека судијата Ристов може би придонел во застарување на случајот спецкаса во УБК. Во тој случај поранешни вработени во управата беа осудени на затворски казни за злоупотреба на 800.000 евра. Печатокот е дека судијата известител, чија контрола ја правиме, не сторил доволно напори за предметот да заврши во разумен рок. Го пречекорил рокот за закажување на расправа, истата не ја закажал во рок од 15 дена, туку поменал период од 145 дена од денот на приемот на предметот. Во друг предмет, според Советот, апелацискиот судија овозможил подолг куќен притвор за обвинет кој требало да издржува затворска казна. Во конкретниот предмет, два пати одлагана седницата без оправдани причини и му е овозможено на обвинетиот да биде подолго во куќен притвор кој му се засметува во казната затвор. Извештајот предизвика дебата меѓу членовите на судски. Дел побараа конкретни постапки, додека други сметаа дека задача на Советот е само да ги утврди фактите за работата на судијата Ристов. Ако ние немаме заклучни согледувања, предлог заклучоци, што ги усвојуваме извештаите? Што се усвоени од извештај понатаму? Ако тоа што го читате, нешто треба дополнително да се направи, никој не ве спречува тоа да го правите. Стварно не очекува ваков начин од членовите на судскиот совет. Апелацискиот судија Ристов во меѓувреме е под истрага за прикривање имоти и перење пари. Откако во јануари во ѕид во домот на неговите родители беа пронајдени 350.000 евра, му беше одземен судскиот имунитет и му е определен куќен притвор. Зоран Јаневски, Сител телевизија.